Следниот прилог, почитувани, им го посветуваме на сите љубители на животните, поточно на кучињата. Станува збор за куче, чиј епитет може со сигурност да се каже дека заслужува да биде чиста македонска раса. Караманот е тоа. Колешката Слободанка Бошевска истражуваше околу оваа тема. На ликовната колонија во скопското село Љубанци почувствувавме посебна енергија од неколку слики на кои што доминантна улога има жолтите очи на добро познатото овчарско куче. Кој е сликарот? Кој е тоа куче? Чие е и зошто доминира не само на сликата, туку и во просторот и во времето, минато, сегашно и идно. Тргнавме од Љубанци во потрага со некое топло чувство дека се работи за нешто наше, нешто вткаено во нашата меморија, можеби од детството, можеби. Како се викаш ти? А? Караман? Караман се викаш ти, лепотанче, но мило. Еве го најдовме Караман во Скопско Волково. Од Љубанци дојдовме во Волково во потрага по сликарот што ги слика кучињата од расата Караман, која што би требало да биде наша автохтона раса на кучиња. А сликарите се посебни чудни луѓе. Мора да имат некоја инспирација во животот, нешто да насликаат. Ние ги видовме вашите слики на колонијата. И секаде беше кучето на секоја слика. Од одредена раса што ни е многу добро позната. Па, добро, расата е позната обично на постарата популација, по новите генерации се помалку запознаени со оваа стара македонска раса на куче. И ова е еден од начините да се популаризира расата, нешто што кинолошкиот клуб Македонско овчарско куче Караман веќе 5-6 години го прави. А јас со своето ликовно творештво, настапувајќи на ликовни колонии и како самостоен уметник, се обидувам да го прикажам она што старите македонци долго време го негувале, го чувале љубоморно, но со изумирањето на традиционалниот начин на старчарење, на расата и престои опасност од исчезнување. Двака ќе остане подолго време на платната, меѓутоа се обидуваме и како жива материја да ја сочуваме, за да не ни остане само на сликите. Добро, сликите пак остануваат вечно, значи овие кучиња овде што ги гледаме ќе имаат свој век, потоа ќе ви дојдат некои други, а сликата ќе остане вечно. Дали само инспирација ви се кучињата или и нешто друго? Или пред се кучиња? Па јас сум сликар, анималист. Секој уметник се обидува во текот на студирањето да изнајде свој личен стил на изразување, но и преку самиот мотив да најде начин како ќе биде препознатлив, а имајќи ја предвид љубовта кон оваа раса која ние подолго со мојот брат ја огледуваме. И инспирацијата се црпе од неговата природа. Тој опстоил низ вековите како сточарско куче, самиот начин на живот го направил таков како што е, и како карактер, и како форма, како боја. И тоа е она што ме инспирирало да го прикажувам на сликите, и тоа е мојот личен мотив. Самиот циклус Караман е поделен на 3 дела. Циклус со пасишта, каде што се прикажани карамани во пасторални мотиви, нивни борби со мечки, со волци, идилични слики со стадата, со овчарот, кавалот. Циклус Караман чувар на македонското село, каде што најчесто
е прикажана стара архитектура, како што Ова што сега го работи. чуваме, да, каде што нема живот, мислам луѓе. Знаеме дека повеќето македонски Главна личност ви е куќето, да. да, и циклусот порти, каде што Караман е тој што е чувар пред стари излитени паднати порти на стари македонски куќи. Сега ние мора да покажеме дека постои уште нешто за Караман, постои книга. И гледајте уште едно изненадување. Дај ми ја Марко. Изненадувањето се вика Македонско овчарско куќе Караман на марка од 50 динари во официјална употреба. А овој на сликата е овој убавец што го гледате тука и што е предмет не само на марката, туку и на денешнава слика што е слика нашиот сликар. Го оставивме нашиот сликар Владко Костовски да ја доврши сликата што ја почна со своето омилено куќе. И се упатуваме кон мистичното место каде што настанала книгата за оваа раса Караман. И евене на култното место каде што настанала книгата за нашиот македонски Караман. Ова сигурно место има некоја енергија, овде е манастирот Свети 40 маченици. Вие доаѓате често и дали овде ви дојде идејата да напишете едно вакво дело за ова куќе? Македонија изобилува со голем број убави места. Едно од тие убави места е и ова место кое е популарно кај народот е наречено Змијарник, бидејќи овде на ова место некогаш представувало мощно култно место со стари обичаи и во кои змијата играла главна улога, бидејќи тие ритуали што биле во минатото, кои денеска се повторуваат, се однесуваат на некое неолитско сеќавање на старите предци во врска со На нашата колективна меморија, како што се вели. така, која е веќе се уште трае и е запишана во гените на македонецот. Ова место е во село Орман. Значи, веднаш штом се помине Волково, десно од Волково патот води кон Орман. Ова е Вие доаѓате често, овде ги носите кучињата да ги прошетувате и како во еден момент одеднаш ви текна дека може да собирате народни преданија, умотворби за токму за ова куќе. токму така, овде во оваа убава природа добивме мотивација за една убава неимарска идеја која ете продолжи и која ќе биде за доброто на целиот македонски народ. Што се однесува до мотивацијата за пишување на оваа книга, може да се каже тоа дека она што е интересно кај македонскиот Караман, што предизвикува љубопитство и што предизвикува фасцинација, е токму неговиот дух, односно спојот меѓу духовното и телесното, односно за него може да се слободно да се каже дека тука имаме добар спој меѓу всушност неговото тело представува видлива душа, а неговата душа представува невидливо тело. Од една страна, од друга страна пак во душата на Караманот, која е голема колку планина, можат да се забележат сите маки и страдања завиткани во траурот на неговото кожувче, сите страдања на македонскиот народ низ вековите. Вие велите на крајот на една ваша песна Караманот не е мој. Чиф е? Вака сега. Тој е свој? Тој е свој во секој случај, меѓутоа треба да се нагласи и тоа дека освен што го има оној национален презнак во неговото име и воопшто во неговото битие, тој има и една универзална димензија, а тоа значи дека тој не подсетува на сегашноста. Современиот човек ја заборавил сегашноста. Живее со умот или во минатото или во иднината, ја заборавил убавата непосредна сегашност. Токму вистинскиот живот е сегашност. Вие имате, морам да ве пофалам, еве камерата ако може да го зумира, веќе плик готов со нашето куќе кој што треба да биде испратен некаде.
треба да биде испратен до Светската кинолошка федерација за признавање на оваа наша раса. Да го напишеме пликот, може? Се разбира. Ајде. Може ние да го испратиме преку нашата емисија, затоа што се гледа преку сателит во цел свет. Се разбира.